Има 5 врсти интелигенција. Ние може немаме IQ, ама имаме емоционална интелигенција. Емпатија. Кон што емпатија? Сакаме лажговци? Каква емпатија имаме? Имаме разбирање и ги почитуваме лажговците? Им даваме шанса на неспособните? Демека бе неспособен е греота, ај ќе му даеме да проба. Да. Заради вакви тези, просекот во Македонија на IQ е на граница со блага ментална заостаната. Ама нели... Чекај бе, не, Мечка, може ли само момент? Па името беше најголемата отстапка која што оваа држава некојаш ја направила за остварување на своите стратешки интереси. Најголемата. Дали ти стварно мислиш дека они ќе одбранат нешто? Не, окей. Дали ти стварно мислиш Еве да речеме дека ќе одбранат нешто. Што? Еве да Ти речеме... мислиш дека нема да ги стават бугарите? бугарите? Нема ги стават бугарите. Ајде бе. Ајде мајката. Ама чекај, Мечка. Спореди го ставањето на бугарите устав со промената на името. И со Преспански договор. Абе ништо нема они да ништо. Ништо. Значи Мицкоски ја свати многу добро поентата и начинот на кој што се манипулира со популација чии што просекна интелигенција е 87,9. И ја свати таа приказка. Свати како се манипулира со народ чиј IQ е 87,9. Чисто за споредба, гранична вредност за блага ментална заостанатост или блага ментална ретардација е 70. Ретардација е здравствен термин. Да. Значи е 79 IQ. Да. Значи ние сме Македонија има само 2 не сакај не 2%. Само 2 поени повеќе од во просек, повеќе од границата за ментална заостанатост. Цветан Ристевски има поента, Мечка. Има 5 врсти интелигенција. Ние може немаме IQ, ама имаме емоционална интелигенција. Емпатија. Кон што емпатија? Сакаме лажговци? Кон другите. Каква емпатија имаме? Што сакаме ние? Имаме разбирање и ги почитуваме лажговците? Им даваме шанса на неспособните? Демека бе неспособен е греота, ај ќе му даеме да проба. Тоа имаме тоа е емоционалната интелигенција. Што мислам... Толку му е капацитетот. Затоа не на него така вика. Генерално, заради вакви тези, просекот во Македонија на IQ е на граница со блага ментална заостанатост. Значи од 57 до 79. Иначе просечно шимпанзо да има 72 IQ поени. Шимпанзо. Само 10 повеќе, само 10 помалку од просечниот IQ во Македонија. Иначе. Значи чисто вака колку за илустрација. Да те надополно, за да може да сватат луѓето. Мислам дека согласно НАТО стандардите над 80 IQ е потребно за да можеш да служиш у НАТО армија. Што значи дека ние 20-30% од нашава популација комотно ќе се спасат од регрутација ако треба да служат у НАТО армија, така да не се грижете. Не, ама сега нешто друго. Многу добро Мицкоски ја разбра како се манипулира, нели? Со таков IQ, знае дека тој IQ не држи меморија, знае дека тој IQ рамот прегрева. Не, знае дека тој IQ не развива собствени тези, не е критичен и му вика Леонардо е лошо. И сите, лошо е Леонардо. После вика Леонардо е добро. Добро е Леонардо. Името е лошо. Лошо е. Името ќе вратиме. Добро, ама друго ќе одбраниме. Ме сваќаш? Со тој IQ ти не држиш теза. Значи, со тој IQ ти, например, излагаш на говорница и викаш ке се распара галичица. Ме сваќаш? Мечка. Зашто имало еден рис? И заради тој еден рис, ти спречуваш економски проект
кој што ќе значи оживување на десетина населени места. Економски просперитет за илјадници луѓе. Тој е IQ, Милош. Резерват Тој е волк. направија. Резерват. Да, како тој е IQ. Заради птиците преселници ние немаме енергетска независност. Дали ти е јасно? Значи Македонија е енергетски зависна и ставена во подредена положба пред другите соседни земји заради тоа што ние имавме протести да не се прави Луково поле и Бошков мост. Ама си гледал ли ти шимпанзата како Ама ја тепа? не сум гледал него Си гледал? сум ги гледал на протест. Па сум ги гледал. милиони 800.000 шимпанза да имаше до се овие политичари, знаеш што ќе беа? Значи јас сум гледал брат. Шимпанза да имаше пуздер да ги Сум ги направи. гледал брат. Сум ги А гледал. народов наш не. Ама овие знаеш кои се? Овие се шимпанза со low IQ, ама со голем Шимпанза со благоред. со голем емоционален IQ. Они се Да. мирољубиви. Плачат за Македонија. Да. Како не знам како ти објаснам, не ќе да навредам никој, ама тоа е просекот, тоа е научна студија. Ама не навредуваш никого. На пример, ама Затоа ја што ја кажувам, неверувам дека не гледаат тие. ја кажувам конкретни примери. Се градела зграда во центар на Скопје, во центар на метропола, која што ќе спречела на погледот на пациентите во војна болница. Ало, Ама абе што зборувате замисли ви? да лежиш у болница и да гледаш у зграда. У природа треба да гледаш. Ама има у Лешок таква болница. Има и у Демир Хисар. Поздрав до пето оделение. Ама Како има у беше? Лешок таква болница, има у како се вика, у Галичица тоа таму, У Охрид бе има. Стење, мене, кај беше. Ох, Значи има такви болници таму. боли и пече. Вика, Индепендент. Не знам како да ти објаснам. Не требало да се прави бас рапид транзит, пример, го зимаме. Зашто? Затоа што бил на Шилего. Имало на трасата грмушки, да го врат. Имало на трасата грмушки, Ама и тоа вика да вие зелен. грмушки и дрвја постари од 10 години. Што? Ако беа 9 години дрвјата ќе можеше да се прави. Што зборуваш бе? Од кај знаат дали Абе се 10 100.000 години? луѓе, 200, 300, 500, 800.000, 900, милион пати денес, милион патници има во тие автобуси денес. Што е уште потрагично. Она збори за зеленилото на средишното зеленило. А него прочитал светињата. у проектот пишува дека средишно зеленило нема, се поместува БРТ ускроз десна лента, десна лента. у лентите кои што веќе постојат нема да се сечат зеленила. Па и ќе требаше да се И копа тоа и е ќе требаше се. 87,9 IQ. Тоа е. Како бучавата во градот Скопје била преголема, во центарот за овак поминувале мотори. Па ако сакаш да ти рикаат магариња и да ти биде вакво, ќе си одиш у планина. Ја злоупотребуваш платформата, мечко. Не ја Ја злоупотребуваш. злоупотребуваш нашата Ќе платформа. одиш у планина, ќе живееш. Нашите гледачи, Значи, не за да во- промовираш мотоспорт. Не во метропола. Не мотоспорт бе. Не у метропола. У метропола, во метропола живеат луѓе кои што знаат што значи Дечка. метропола, брз живот, галама, многу Мајмуни гужви. да бевме до сега Planet of the Apes ке се десеше. Оваа држава живеат луѓе кои што сакаат да бидат плажени, кои што уживаат во приказки и бајки за колку тоа сме ние мокени, силен народ, сакаат да ја благословен од уништат Бога, Македонија. единствени, сите сакаат злите да не уништат Злите, злите да. сили. Темни одблаци си имаат надвиснато над Македонија. Гоце Делчев се превртувал, овој се превртувал, оној се превртувал. Значи, Американците приказки сакаат да колку ни ја земат сакаш. држава. Лорандит, Да Морандит, ги прашам се. Александар Македонски, Гробот. Зошто? Не, зошто? Ме кажи зошто? З- Зошто некој сака да ја уништи Македонија? Зошто? Или Ама да ако ни ја не- земе? Ама знаеш ако сака некој да уништи Македонија, знаеш кој сака? У нашата држава Не, Македонија Ние- не ќе, ма- несвесно е. Да. Се дали сака, дали свесно или несвесно, не е битно. Битно е дека ние правиме све за да уништиме оваа држава. Види, ние не сме држава со 250 милиони луѓе или држава кој Индија со милиарди и 200 милиони луѓе со нерешливи проблеми затоа што треба да направиш канализација за милиарда луѓе, треба да илјадници
различни перспективи да земеш у предвид. Значи, ние не сме тоа. Ние сме милиони и 800 у најдобар ден. Преку лето кога се вратени гастарбајтерите, а нашиве не се отидени на одмор. Зашо некој би уништил Македонија? Зашо некој сега да ја земе? Уста Што сега да гомна земе? намиедев. У нашата држава Не ми е јасно, ме. Бехтел и Јенка има таен план. Немој молим те, брат. Таен Немој план. Немој молим. Значи тунел прават Немој, молим. до Косово, до Бонстил, за да ни влезат учките Немој, одоздоле. Следниот пат. Немој. И да ја зебат Немој жити се. Западна Македонија. Бехтел и Јенка и така ќе се случила албанизација на гомна Македонија. намиедев. Ало, луѓе. Ти знаеш ли, Дали сте ти знаеш ли у субсахарска Африка колку е просек IQ? Некаде околу 60, сега вајда немаме да ме блокира. Значи ова се податоци јавно достапни, студии има. Знаеш Нигерија како се развива? Ангола, еве имаме гледач од Ангола, ностоп не гледа. Ангола се развива. Трговија, природни богатства. Зашто цело време Косово има пониско IQ од нас. Зашто цело време просек. се слуша видеото од Сашко Коцев Пузлин? Ама не, треба да го пуштиш со видео. Да не прекинеш, да. Не, инаку до сега ќе имаме звучен ефект. Секогаш кога ќе кажеме Македонија иде Сашко Коцев со неговата иде со ова. Република Македонија, пушти го. леле уста гомна намиедев. У нашата држава Наместо Јаневска, како се викаше, да ја пуштаме, ќе опуштаме Сашко. Ја не мислам дека е само до IQ-то. Ние сакаме ние сакаме овде ништо да нема, пустелија да биде. И ќе биде желбата полека ни се оствара през Кацки, имаш објавено текст за тоа природен прираст у држава, колку луѓе се раѓаат, колку си одат, колку умираат. Че не снема, на добар пат сме, успеваме. Никола не е IQ-то до толку низок, него овде е Низок е IQ-то се, зашто се лажеме? него овде е раскари го народот, осиромаши го народот, па така владеј. А народот ако има висок IQ ќе се раскарува заради тоа што Мицко му вика? Тоа е социјална динамика, нема врска. Не е само до тоа. Не бе. Како можеш? Еве сега да ги прашам овие 430.000 што гласа за Мицковски. Да не шириме работа. Како можеш на човек кој што 7 пати ти дава различна изјава по однос на едно прашање, еве да речеме конкретно Дај ставете едно. внесување на бугари устав. 7 пати ти дава различна изјава, ти да му веруваш. Лунго и обично уво собира. Ти да не е он крив. Мицковски не е крив, ти си крив.